Radio Skopje. часа 14 минута, почитувани слушатели, вие кои сте на првата програма на Македонското радио, ја следите емисијата Чекориме заедно, а во фокусот на нашиот интерес е општина Радовиш. Добар ден и добре дојде за почитуваниот господин Сашко Николов, градоначалник на општина Радовиш. Добар ден и добро ве најдов. Пред се морам да ви се заблагодарам што токму денеска извоивте време да им се представите на слушателите на Македонското радио, бидејќи иако е петок, во вашата општина има многу настани кои секако на кои секако и вие треба да присуствувате. Еве, пред да влезам во студијата, прочитав дека токму денеска имате владина делегација која престојува во вашата општина и токму по завршетокот на овој разговор ја мора веднаш да се упатите назад за да присуствувате на состаноците, зашто се работи и кој ќе ви биде во посета. Токму така, денеска како општина имаме некоја набиена агенда. На наше задоволство во посета на општина Радовиш ќе биде вице-премиерот господинот Пешевски и на наше задоволство ќе имаме прилика да поразговараме на повеќе теми од повеќе области во делот на земјоделието, во делот на економскиот развој на нашата општина, но за тоа дополнително ќе дадеме информација и за нашите сограѓани, и за вашите слушатели, и за целокупното граѓанство на Република Македонија. Така, значи со повеќе детали по средбите. Еве сега ќе почнеме со она што е карактеристично за општина Радовиш, еве како вие доживувате општина Радовиш, една слика за слушателите, за оние кои подолго време не биле на пропатување или воопшто не ја посетиле. Па добро, општина Радовиш е релативно мала општина, но јас мислам дека амбиентот кој што е создаден, граѓаните, гостопримството пошто не одликува како град и самата местоположба на општина Радовиш за нас представува големо задоволство да се биде граѓанин на општина Радовиш, а се надевам дека тој впечаток го имаат и сите оние посетители кои што по еден или по друг основ се имале прилика да бидат наши гости и да го посетат нашиот град. И Радовиш е град кој што интензивно се развива и гради во последните неколку години. Тој континуитет во наредните години мислам ќе добие и дополнителен интензитет, бидејќи сето она кое што ние како општина го работиме, а и поддршката која што имаме од владата на Република Македонија дава за право да бидеме оптимисти дека Радовиш ќе го доживее развојот во секој сегмент на нашето општествено-политичко живење. Колку жители брои општината денес, некоја бројка? Градот со населените места по официјалната бројка од последниот попис е 28.000 жители, но таа бројка сега веќе е зголемена и според неофицијалните податоци кои што ги имаме, сигурно бројка на 30 жители со населени места. Така, пред да станете градоначалник, имавте амбициозна програма, најавивте исполнување начинам над 100 проекти. Ево, како сега, после овој период од повеќе месеци, колку сте задоволени од тоа, колку е реализирано, колку останува да се реализира? Токму така. И јас како кандидат за градоначалник и мојата политичка партија Нови избори излеговме со конкретна програма која и ја ветивме и со конкретни проекти кои ги ветивме на нашите сограѓани и ветивме над 100 проекти, но според веќе виденото и констатираното од наша страна во општината, јас мислам дека таа бројка до крајот на мандатот ќе биде премала, бидејќи веќе како општина имаме реализирано 30-40% од она што го ветивме за 4 години, значи ние во првите 5 месеци од мандатот, односно првите 6 месеци од мандатот, веќе имаме интензивна градба на активности во повеќе сегменти и во делот на патната инфраструктура, и во делот на здравството, и во делот на она што значи да го разубавиме нашиот град и да дадеме еден дополнителен инпут да сите тие кои што ќе дојдат во градот Радовиш да знаат дека навистина станува збор за едно добро уредено градче. Така, значи, рековте, тоа е многу амбициозно. Најавивте и дека граѓаните ќе ги изненадите со нови проекти кои не беа впишани во предизборната програма. А еве да се осврнеме уште малку на оние завршени проекти. Што беше првото со што се зафативте кога дојдовте на оваа функција?
Првото, значи, наше ангажирање или наша прва посветеност во делот на нашите активности беше тоа што општината Радовиш во изминатите неколку години не посветила доволно внимание на изготвување на проектната документација и наш главен приоритет ни беше да посветиме дополнително внимание и енергија да направиме доста проекти и во таа смисла веќе изготвивме над 50 проекти кои што се однесуваат на инфраструктурните проблеми на нашите сограѓани и некои од нив веќе се во фаза на реализација, допрва некои, односно 2014 поголемиот дел исто така ќе бидат реализирани. Веќе во нашата општина се завршени во повеќе локални патишта, кое што инвестиција ја имавме благодарение на средствата одвоени од Министерството за транспорт и врски, односно владата на Република Македонија. Тие средства, значи од 915.000 евра во голем дел ја подобрија нашата патна инфраструктура и во градот и во населените места, се изградени повеќе, односно се завршени повеќе локални патишта. Тука мислам на локалните патишта Јаргулица, селото Јаргулица, патниот правец М6, село Покрајчево М6, патниот правец Покрајчево Злеово, патниот правец Подареш, манастир Свети Ѓорги, Калузлија, патниот правец булевар Александар Македонски, планина Плачковица и патниот правец улица Коџабајр, пат за планина Плачковица, и кога ќе видиме дека со еден збор овие средства на вистина ја подобрија патната инфраструктура. Сума сумарум уште колку километри останува да се асфалтира? Па уште малку, но и тука сме оптимисти дека за брзо време ќе инвестираме дополнителни средства и конечно ќе ги заокружиме барем овие кога станува збор за локалните патишта, за да можеме 2014 да се посветиме на некои улици кои што се однесуваат и во градот и во населените места, но за тоа дополнително ќе дадам информација покасно во емисијата. Кога сме кај локалните патишта и подобрување на патната инфраструктура од страна на општината, односно собствени средства од буџетот на општина Радовиш, веќе завршивме и реконструиравме фреквентни сообраќајници во градот, за кое што намена потрошивме 10,5 милиони денари или реконструирани 12.000 метри квадратни сообраќајници во градот и во делот населените места. Главната интенција наша е да ја дозаокружиме оваа инвестиција 2014 година, каде што планираме прилично поголема инвестиција, негде од 30 до 40 милиони денари, и впрочем овие проекти кои што сега интензивно ги готвиме се однесуваат баш на оваа патна инфраструктура на некои улички по градот и населените места, и нашата заложба е да во 2014 година првите 6 месеци секое населено место добие барем по 1 до 2 асфалтирани улици кои што се најфреквентни, и мислам дека во оваа смисла ќе направиме задоволството да биде големо кај овие наши сограѓани. Како стоите со буџетот во тој поглед? Рековте дека средствата ќе бидат обезбедени, но дали Радовиш можеби е една од подобрите општини кои што буџетот е со добра кондиција и динамика на остварување тие средства кои што ги прибираме по разни основи и од комуналната и од данокот на имотот, од блок дотациите, како и од средствата од рудникот Буџин по основ на искористување на минералните суровини од нашата општина, дават за право да креираме добар развој и да имаме вакви амбициозни програми кои што ги понудуваме и ги реализираме пред граѓаните, и на сето ова ако ја додадеме апсолутно големата поддршка од владата и од ресорните министерства, мислам дека Радовиш во овој поглед нема простор за загриженост. Со што се занимава населението? Претежно нашето население се занимава со земјоделство, со производство на тутун, овоштарство, лозарство, но сега нашите заложби се да работиме малку и на отварањето на индустријските капацитети или реактивирањето на дел од индустријските капацитети, и впрочем тоа е и основниот проблем на нашата општина, на вработеноста во градот и во населените места, и на тоа заеднички со владата веќе работиме на одредени проблематики во оваа смисла. Ќе никне некоја индустријска зона? Па да, за брзо време очекувам, односно 2014 година очекувам, бидејќи Агенцијата за странски инвестиции, директорот Мизо, како и во оваа прилика денес ќе го искористиме присуството на вице-премиерот Пешевски да го информираме, како и вице-премиерот Ставревски, интензивно работиме на растретување од правните товари кои што ни се наметнати во овој поглед. Мислам тука на експроприацијата која што треба да извршиме на самото земјиште околу индустријската зона, и таму се веќе 99% завршени, остана уште 1 до 2 случаи кои што мислам дека со заложба на овие
поменати авторитети за брзо време и овој проблем ќе биде отклонет, за да може агенцијата за странски инвестиции да распише тендер за избор на фирма која што ќе ја гради инфраструктурата во технолошко-индустријската развојна зона, која што е и основа на развојот на општина Радовиш. Кои индустријски капацитети би сакале да ги видите во индустријската зона? Радовиш значи е плодна почва, односно имаме кадар кој што можеме да го понудиме во повеќе области, и во делот на текстилот, и во делот на некои полесни индустрии. Тука е и средното општинско училиште кој што дава квалификуван кадар, и веќе разговараме и размислуваме во кој правец ќе ги движиме работите. Но тука сакам исто така да напоменам дека благодарение на заложбата и на вице-премиерот Ставревски, еден од капацитетите кој што долги години веќе не е во функција, тоа е фабриката Декортекс, за дошта значење за Радовиш и за радовишани. Еве, во вчерашниот ден веќе добивме информација дека конечно има инвеститор, односно инвеститорот ги има средено сите правни товари и е веќе во функција да ја рестартира ова фабрика која што претходно вработуваше 200, 300, 400 луѓе, и со динамиката која што има дадено до Министерство за финансии, до нова година очекуваме 50 вработувања во фабриката Декортекс, а наредната 2014 уште 200 вработувања. Значи тоа ќе биде еден позитивен исчекор во ова насока да го решаваме овој проблем кој што е клучен за Радовиш, делот на невработеност. Паралелно веќе тука морам да ја повторно потенцирам поддршката и заложбата на ресорните министерства. Интензивно работиме и на другите капацитети кои што се во Радовиш, да најдеме потенцијални купувачи или инвеститори. Тука мислам на стоковната куќа која што е во централното градско подрачје и сега представува една руина и града слика за централното градско подрачје. Веќе со сите овие министерство е разговарано, таа е растаретена од правните товари, е во собственост на државата и за неа се тражат браунфилд инвестиции. Таа е веќе на продажба и мислам дека за брзо време, бидејќи станува збор за атрактивна локација, ќе најдеме инвеститор кој што ќе ја врати повторно во функција и ќе го подобри изгледот во централниот дел на нашиот град. Тука е и хотелот Хунаб, хотелот Панорама, фабриката Јако 80, Јака Табак, кои што се веќе растаретени, значи од некои си правни товари кои што претходно се провлекувале и се дадени веќе на продажба. Се објавени на страната на Министерство за економија и за брзо време очекуваме да позитивни информации и сигнали во овој правец. И јас ќе потсетам и на телефоните на кои нашите слушатели можат да не контактираат. Поточно телефонот тоа е 3212-100, а повикувачкиот број за Скопје е 02. Значи, почитувани слушатели, доколку имате прашања поврзани со развојот на општина Радовиш, можете директно да ги упатите на господинот Сашко Николов, а јас би ве запрашала за инвестициите во здравството кои ги споминавте на почетокот на емисијата. За какви инвестиции станува збор? Па, иако јас во повеќе наврати тоа знам да го кажам, иако тоа не е наша основна надлежност и обврска да инвестираме во здравството, но водејќи се од принципите дека здравјето на нашите сограѓани треба да ни биде прв и значаен приоритет, се одлучивме како општина да инвестираме 13,5 милиони денари во подобрување на инфраструктурата во здравниот дом во Радовиш, како и набавка на одреден апарат кој што ќе помогне во раната превенција на одредени болести. Во таа смисла, значи, целосно е реконструирана зградата на консултивно-специјалистичките служби во Радовиш, за која инвестиција потрошивме околу 6 милиони денари. Паралелно на тоа сега инвестираме во енергетска ефикасност на самата зграда, промена на столаријата во зградата на здравниот дом, за која инвестиција од сопствениот буџет издвојуваме 5 милиони денари, и инвестицијата ја заокруживме, односно донацијата на здравниот дом ја заокруживме со набавка на еден 3D ехо колор апарат, кој што кажав и претходно ќе служи за рана превенција. Тој апарат недостасуваше во здравниот дом во Радовиш, веќе е набавен, специјалистите интернисти се веќе обучуваат, се на обука во Скопје и за брзо време ќе ја нудиме и таа услуга. И овој апарат значи е набавен со средства од општината, или вкупно ако ги собереме, кажав 13,5 милиони денари од буџетот на општина Радовиш се наменети за подобрување на условите и пружиње современа нега и заштита на нашите сограѓани. Тука морам да ја кажам и поддршката на министерот за здравство, кој што апсолутно ја дава
е целосно посветен за развојот на здравството во Радовиш и во таа смисла веќе има одобрено и 2 специјализации и за да го зајакнеме и капацитетот на здравствените работници и мислам, а претходно да не изумам да кажам дека пред година и пол ја имаме реактивирано и итната медицинска служба, значи во делот на здравството мислам дека имаме создадено добри предуслови за да понудиме здравствена грижа на нашите сограѓани. Значи во делот на здравството веќе некако ги заокруживте вашите напори. Каде остануваат, каде треба да се инвестира сега во следниот период во образованието? Има ли потреба да се зафатите со некои посериозни? Во образованието имаме да заокружиме некои процеси кои што се претходно започнати, иначе на наше задоволство, благодарение на поддршката и инвестициите од страна на владата на Република Македонија и Министерството за образование, па можам да кажам дека немаме училишна зграда нереконструирана и тоа реконструкција во вистинска смисла на зборот во сите населени места, почнувајќи од училишната зграда и во Оровица, во Калугерица, во Ињево и така натаму. Ако на овак додадеме дека во Радовиш се изградени за последните 5 години и 3 нови училишни згради, тоа се двете училишни згради на основното училиште Крсте Петков Мисирков и на основното училиште Никола Карев во градот, како и целосно нова зграда во основното училиште Орце Никола во селото Злево, ќе стане збор за огромни средства кои што се инвестирани и навистина Радовиш може да се пофали со современи услови за одвивање на воспитно-образовниот процес. Сега останува да ние како општина повторно во соработка со Министерството за образование се подзагрижиме да го заокружиме овој процес на инвестиции со изградба на 2 училишни спортски сали, односно 3 училишни спортски сали. Едната е во дворот на училишто Крсте Петков Мисирков, која веќе започната и според информациите кои што ги имаме од Министерството за образование, 2014 ќе биде завршена истата, 2014-2015 очекуваме исто така инвестиција од Министерството за образование за слична ваква училишна сала во дворот на училиштето Орце Никола во селото Ињево, а се трудиме веќе со наши средства да обезбедиме финансии за изградба на една спортска сала во дворот на училиштето Коста Рацин во селото Подеш. И мислам дека со овие инвестиции ќе навистина во буквална смисла на зборот ќе создадеме современи услови во секоја смисла на воспитно-образовниот процес. Така, 3212 имаме слушател на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете во програмата. Овде е слушател на радио Скопје од Радовиш. Би сакал најпрво да го поздравам гостинот и да му посакам успешен мандат како градоначалник. Поздрав и до вашата емисија и водителката. Благодарам. Морам да истакнам огромна задоволство и сатисфакција не само од мое, туку и општо од името на младината во Радовиш, а поврзано со остварувањето на новиот градоначалник. Во кој дел најмногу сте задоволни од она што го видевте како реализирани проекти? Па, како жител на град Радовиш, евидентно е дека во овој период се остварени голем број на проекти, опфатени не само по изборната програма, туку и надвор од неа. Овој пред се однесува изградбата на мултифункционални игралишта за како предуслов за правилен психофизички развој на децата во градот. Понатаму изградба на реконструкција на здравниот дом во Радовиш и подобрување општо на патната инфраструктура во градот. Што очекувате од новиот градоначалник, во кој дел најмногу да ги вложи своите напори или имате некоја конкретно прашање? Вака, пред се очекувам дека ќе се следи изборната програма која што е ветена и дадена, бидејќи сведоци сме голем број на проекти и надвор од неа се реализираат. Па во тој аспект би го прашал и градоначалникот за едно горчливо прашање за градот Радовиш, бидејќи во градот има потреба за изградба на градско позаиште. Во изборната програма овој проект не е наведен, па би сакал да го прашам градоначалникот да таа идеја е напуштена или планира да се реализира тој проект. Ви благодарам за прашањето и за јавувањето. Поздрав до гледачот, благодарам на искажаните зборови и благодарам на прашањето. Интересно прашање кое што траже голема посветеност од наша страна и како што кажа гледачот, и добро има
проанализирано нашата програма која што ја ветивме пред граѓаните. Во оваа смисла мојот одговор ќе биде следен. Иако ова го немаме ветено, но значањето дека ова е суштински приоритет и потреба на граѓаните да во централното градско подрачје го реконструираме или од основа го изградиме градското пазариште и веќе интензивно работиме. Значи службите во општината кои што еве во оваа прилика би сакал да искажам една јавна пофалба и благодарност за целокупниот нивен ангажман и посветеност, бидејќи се тоа кое што досега е реализирано и проектите на кои што работиме на реализација во наредниот период се главно нивна заслуга. Работиме значи на проектната задача да за брзо време распишеме тендер за избор на фирма која ќе го изготвува проектот на градското пазариште, односно за реконструкција на градското пазариште, и во оваа смисла имаме позитивни информација промотивно сега во вашата емисија ќе кажам дека во разговори со вице-премиерот Ставревски веќе имаме обезбедено средства, значи ќе зависи од нас како општина колку ќе бидеме динамични посветени да го изготвиме овој проект и се надевам дека 2014 година ќе отпочнеме со 2014 евентуално 2015 најкасно ќе отпочнеме со целосна реконструкција на градското пазариште во Радовиш. Така, имаме уште еден слушател на линија. Да видиме кој ни се јавува сега. Добар ден, повелете во програмата. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Од општина Радовиш Северни слушател. Најпрво голем поздрав до градоначалникот на општина Радовиш, само пофални зборови за тоа што ја направи општината, да се гордееме што сме граѓани на истата. Би сакала да поставам прашање кога ќе започне изградбата на градскиот парк на градски грип. Така, убаво прашање, ви благодарам. Благодарам на прашањето, поздрав до гледачката. Во делот на реконструкцијата или целосната изградба на градското шеталиште или градскиот парк, кој што годините на нас била гордост на градот Радовиш, кој што за жал сега е во лоша ситуација и во лоша состојба. Ние како општина веќе сме во завршна фаза на изготвување на проектот и бидејќи станува збор за голема површина, негде над 6,5 хектари, и ќе тражат и дополнителни инвестиции, односно поголеми инвестиции, и според првичните наши замисли и идеи кои што ги имаме замислено, бидејќи таму имаме предвидено навистина богати содржини и во делот на најмладата популација, значи и во делот на амфитеатрално уредување на истиот, како и други содржини кои што ќе бидат метнати во основниот проект, кој што е, како што реков, во завршна фаза, и оваа инвестиција ќе кошта прилично. Сме на размислување да побараме средства или конфинансиери од некои странски донатори, но иако тоа во таа наша намера не успееме, ние како општина сме спремни да тие 500.000 евра, колку што е процената вредност на новој проект, да најдеме сили, односно смогнеме сили и ги инвестираме и реализираме од сопствениот буџет. Така, општината има доста природни ресурси на располагање. Нуди можност не само за искористување на тие ресурси, туку и за развој на туризмот. Какви се плановите во таа насока? Во делот на туризмот не можеме сега во овој момент да се пофалиме дека кој знае што имаме преземено како општина, но апсолутно тука ќе посветиме дополнителен акцент, и радува фактот што и приватните инвеститори, приватните стопанственици веќе ја сватија поволната местоположба и ресурсите кои што ги има општината Радовиш и веќе прават инвестиции. Во смисла можам да ја споменам инвестицијата на фирмата Алфа Инженеринг за изградба на хотел, односно реконструкција на едно старо детско одмаралиште, и на истото веќе изграден навистина еден современ хотел кој што нуди навистина современа услуга. Тоа е на планината Плачковица и веќе со ова еден дадено еден исчекор напред дека и во оваа смисла ќе случуваат позитивни работи. Веќе сме во разговори со одредени компетентни лица кои што треба да ни помогнат во градењето на стратегијата, како и на кој начин ќе го развиваме туризмот и на планината Плачковица, но уште повеќе и за еден друг туризам кој што се е посовремен и поактуелен, тоа е селскиот туризам. Таму во оваа смисла планираме да го развиваме во селото Смилјанци, исто така една природна реткост во Радовиш што ја имаме, и значи апсолутно во наредните години ќе посветиме внимание и во овој дел. Да слушнеме прашањето на нашиот нареден слушател.
Повелете? Ало, Добар ден. По програма сте, повелете. Вашиот гостин градоначалник се изразува прекрасно, паметно, мудро, смислено. Не знам што е по професија. Еве можност да ни се... Наставник по оделенска настава. Добро, одлично. Важам си прав оратор. И трудолюбив, и пажлив, и барон, ова е добро. Имате прекрасна црква таму, како да е што слика од небото слезена, како да се ближат сликите, просто како да е во 3D. Тоа е стварно прекрасно нешто. Сега ова е еден горчив проблем, вака, малце по-незванично да кажам, дали знаеме ние дека тоа секако сите тие потпати се благодарение на владата, дека помага владата. Во однос на она што беше малце, може малку и шарм да дајме на разговорот, дали има дали се градат градинки, што се прави на наталитетот. Еве сега ќе опрашувам. Да речеме дневен престој, да има да се зголеми населението, да не биде како она се имаме, ама деца немаме. Не сте кинете и деца ќе направиме. Значи, како или тој вицо че беше бугарскиот кој вика јас благодарение на Комунистичка партија на ова и на она и вамо таму се колку часот, немам часовник. Значи на крај пак главното нема деца, значи дневен престој, градинки, агенти за посредување, за склучување бракови, значи да се... Така, господинот Николов е педагог по професија, еве можност да ни одговори на ова прашање. Ви благодариме за јавувањето. Да го поздравиме гледачот, да му се заблагодариме за убавите зборови. Во делот на наталитетот, значи како општина последните години можеме да се пофалиме дека имаме некој и е загрижувачки податокот дека во како генерално и во целиот југоисток на Република Македонија, тоа е случај и со нашата општина, дека имаме намален наталитет, но еве, ние се трудиме како општина да работиме и на тој поглед во смисла да создадеме услови да нашите сограѓани ги задржиме во нашата општина. И впрочем сите овие инвестиции кои што се трудиме да ги направиме и во делот на подобрување на инфраструктурата на уште повеќе и во делот на привлекување на потенцијалните инвеститори кои што ќе градат нови фабрики, а и инвеститори кои што ќе ги рестартираат старите капацитети кои што во изминатите години се вработувале доста наши сограѓани и мислам дека во тој сегмент ќе посветиме големо наше внимание и ќе посветиме голема наша енергија и знаеме дека тоа е приоритет број 1 од кој што нема да има отстапки. Така еве можност малце да слушнеме музика, па ќе го продолжиме разговорот. Македонско радио, Радио Скопје. 11 часа 46 минута. По ова номера изведена од еден радовишенец, која навистина на прекрасен начин се изразуваат емоциите како се доживува родниот крај. Еве повторно да се навратиме на нашата тема и да не му останеме должни на предходниот, на последниот слушател што ни се јави. Ја зачнавме темата за децата, за детските катчиња. Вие како наставник по професија сигурно имате некаква и стратегија како да го унапредите образовниот систем, како да им помогнете на деца, на учениците кои се талентирани, но најпрво да почнеме од детските катчиња. Така, може би еден од првите приоритети и мои заложби од постапувањето на функцијата на градоначалник беше да создадеме услови за рекреација на нашите најмали сограѓани, тоа се децата, и во таа смисла веќе завршивме неколку активност, односно неколку проекти во првата, односно во втората местна заедница на улицата 22 октомври. Нашите сограѓани се веќе сведоци на навистина едно современо детско катче со збогатено со детски реквизити, која инвестиција не кошташе некаде околу 60.000 евра. Слично паркче за рекреација на најмладата популација има и во првата местна заедница, тоа не кошташе мал, бидејќи од помал обем и на помала површина, некаде околу 1 милион денари. И сега во дворот на детската градинка Цветови со наша донација и во сработка со директорката на самата детска градинка инвестираме во детски реквизити и во создавање исто така и таму на соодветни услови за рекреација на најмладите наши сограѓани, кое што инвестиција не кошта некаде околу
2 милиони денари и ова каче сега на престојниот празник на градот 6 ноември ќе имаме прилика да свечено го пуштиме ова парче. Но тука не застануваме кога се во прашање нашите најмали, во континуитет ќе направиме активности со цел да создадеме услови во сите местни заедници, вклучувајќи градот, особено и населените места, и веќе службите во општината имаат добиено налог да интензивно работиме на проектната документација за уште најмалку 10 такви детски парка кои што ќе се случат и во третата, и во четвртата, и во петата местна заедница, и во секое поголемо населено место во Радош. И мислам дека ќе бидеме ова сето ќе биде на задоволство и на најмладите, но и на повозрастните родители кои што ќе имаат прилика и можност и место да рекреираат заедно со своите најмили, односно децата. Така, вашето искуство како наставник сигурно ве насочува на тоа да инвестирате условно кажано, да им помогнете на сите оние млади кои што имаат талент, а да успеат на некој начин да го реализираат тој талент и на тој начин да ја помогнат на општината. Добро, и во оваа смисла се трудиме да најдеме можности и начини да ги мотивираме дополнително овие наши ученици кои што навистина даваат резултати, постигнуваат континуитет во успехот одличен кој што го имаат во основното и средното образование. Од оваа година за прв пат пред некоја недела и официјално склучивме договори со 16 наши ученици, односно за прв пат во општина Радовиш е воведена практика да стипендираме талентирани ученици. И имавме изготвено претходно правилник по кој што утврдивме некои критериуми по кои што се раководевме и врз основа на кои правилник и критериуми ги утврдивме овие добитници на стипендиите. Станува збор за 13 стипендии од основното образование и 3 стипендии од средното образование на ученици кои што имаат постигнато континуиран одличен успех, но и ученици кои што потекнуваат од социјално загрозените семејства. Оваа практика ќе продолжи апсолутно во континуитет во наредните години ќе ја продолжиме. Имаме слушател на линија, се ве прекинам, повелете. По програмата. Дали слушателот е на линија? Се уште не слушате, повелете. Имате прашање за градоначалникот, повелете. Ало, добар ден. Да, ве слушаме. Слушател овде од село Воиславци. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме, поставете прашање. Слушател од село Воиславци. Голем поздрав до градоначалникот. И сакам да го прашам, до каде е стигната изградбата на канализацијата во селото Воиславци? Така, ви благодарам. Добро, ова поздрав до гледачот, ова е едно горливо прашање кое што ни се провлекува, односно до слушателот, се извинувам, едно горливо прашање кое што ни се провлекува години наназад и овој проблем го имаат повеќе населени места, вклучувајќи го населеното место Воиславци, но тука со неизградена канализација се соочуваат и жителите на селото Калугерица, дел од канализацијата во селото Подреж, селото Ракли, селото Ињево, но како и во два урбани блока во градот, урбан блок 9 и 9Б, но тука интензивно работиме на докомплетирање на проектната документација, значи службите во општината, одделот на урбанизмот се максимално посветени и си имаме зададено една добра динамика за да до крајот на новата година, односно нова календарска година, ја комплетираме проектната документација која што се однесува на овие канализациони системи по сите овие населени места, за да 2014 Министерството за транспорт и врски има можност да распише тендер за избор на фирма која што ќе ги изведува овие канализациони системи по сите овие претходно наведени населени места. Оптимизмот е голем, бидејќи средствата од страна на министерот Милијан Екиевски од транспорт и врски се веќе обезбедени и тие се во висина од 916.000 евра, но сега се чека на нас како општина да бидеме спремни и подготвени со проектната документација на која, како што реков, интензивно работиме. За 2014 година конечно можеме да создадеме основни услови и во овие населени места, вклучувајќи го населеното место Воиславци, на кое што алудираше нашиот слушател, односно вашиот слушател. Така морам да ве прашам и за мостот кој минатата година беше однесен со поплавите во едно од селата Злеово, се викаше.
Какви се плановите? Точно така, тој мост за жал се уште нема некоја динамика на градба, но интензивно сме во контакт со агенцијата за патишта и со директорот Любчо Ѓорѓиевски, и таму има веќе добра динамика. Според последните информации кои што ги имаме, веќе основниот проект е изготвен, се чека на ревизија, за да исто така имаме тендер за набавка, односно за избор на фирма која што ќе го гради мостот на селото Злеово. Да. И мислам дека за 2014 првата половина ќе почнат активности. Апсолутно. Така. Да му дадеме можност и на последниот слушател за денеска да постави прашање за градоначалникот Николов. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Најпрво срдечен поздрав, да го поздравиме гостувањето на градоначалникот Ташко во вашата емисија, да му честитаме за неговиот ентузијазам и за позитивната работа која внесе во општина Радовиш. И сега како жител на село Оравица ме интересира како се случувањето во Оравица, што се планира во скоро време таму нешто да се направи за да се информират и жителите на село Оравица. Така, ви благодарам за јавувањето. Добро, тоа е можеби едно од помилените мои места, или бидејќи првите мои работни активности се во основното училиште во селото Оравица, некако ми лежи на срце селото Оравица. Должиме информација и на гледачот и на останатите жители во селото Оравица да кажеме кои се нашите видувања и планови за самото село Оравица. Таму се сочивме со еден суштински проблем во старт, бидејќи деталниот урбанистички план не ни е во функција и не дава простор и можност за планирање или преземање на одредени активности. Првата наша активност во првите месеци од мојот мандат беше да отпочнем постапка за измена и допуна на деталниот урбанистички план за селото Оравица, кој што е некаде во површина од 65 хектари. Таму интензивно работиме на деталниот урбанистички план и јас сум оптимист дека до март месец ќе го имаме во функција овој детален урбанистички план, во кој предвидуваме локации за изградба на повеќе инфраструктурни проекти кои што ги должиме на жителите од селото Оравица. Во ова смисле само ќе најавам дека 2014 ќе градиме мултифункционално игралиште, ќе го уредиме плоштадот во селото Оравица, како и едно од овие претходно споменати детски качиња. Тоа ќе биде за првата половина 2014, а за втората половина заедно со жителите ќе дефинираме уште некој проект, бидејќи навистина овие жители од ова населено место заслужуваат. Така, теми за разговори секако имаме уште, но времето за денешниот разговор истече. Градоначалникот Николов, ви благодарам за денешното гостување во Македонското радио. Ви благодарам и на вас, задоволството беше мое. Македонско радио, Радио Скопје.